Го гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток вестите на денот. Засилените разговори со Бугарија околу Нова година стануваат се понеизвестни. Буџетската криза ја турка власта во Софија кон предвремени избори. Внатрешната состојба во Бугарија во овој момент според мене не е најповолна за продолжување на диалогот. Прв ден буџет и постојана анкетна комисија за Кочани. Собранието со кусано значајна работна недела. Помалку несреќи со тешки последици, но голем број помали судири поради гледање во брзинометарот наместо патот. Брзата помош за една недела од примената на Safe City. Засилени контроли во угостителските објекти, но и рации за пиротехника во пресрет на новогодишните празници. Дали Уставниот суд ќе ги укине блок тарифите за струја? Експертите стравуваат дека ваквиот чекор ќе донесе до повисоки цени за малите потрошувачи. Македонија го чествува основоположникот на Охридската книжевна школа Климент Охридски. Што покажа првата недела од тест периодот и примена на системот Безбеден град или Safe City, колку предупредувања се испратени, дали се размислува за воведување на одреден лимит над дозволената брзина во кој нема да стигнуваат казни, дали правилата ќе важат за сите или има човечки фактор кој може да тргне, односно да избрише одредени регистарски таблички од системот. За ова и многу други прашања ќе разговарам со Сашо Топаловски, началник на СВР Скопје. Останете со нас, почнуваме. Се понеизвестна станува реализацијата на најавата за зголемени дипломатски активности за деблокада на евроинтеграциите по Нова година. Буџетската криза во Бугарија отвора пат за предвремени избори кај нашиот источен сосед, што дополнително ќе отежни водење на било какви разговори, кои досега не беа високо на нивната агенда. Според тврдењата на премиерот искажани во конгресниот говор, ниту Европската унија не е подготвена да фасилитира диалог за иднината на интеграциите на земјава. Помеѓувреме, она што е веќе поставено како траекторија и преземено како обврска, според премиерот нема да се помрдне ниту чекор, се додека не се добијат јасни гаранции за патот. Александар Спасовски со анализа. Бугарија си има внатрешни проблеми, а за Брисел проширувањето на Европската унија и натаму не е меѓу приоритетите. Ништо од најавите за интензивирање на разговорите меѓу Скопје и Софија во периодот околу новогодишните празници, кои требаше да дадат нова динамика во евроинтегративниот процес. Внатрешната состојба во Бугарија во овој момент според мене не е најповолна за продолжување на диалогот, имајќи предвид дека најверојатно Бугарија влегува во една нова политичка криза предизвикана од актуелните протести таму и нема да биде изненадување доколку во текот на првата половина на едната година Бугарија повторно влезе во една предизборна кампања за нови предвремени парламентарни избори, со што ќе се ограничи можноста за создавање на некаква атмосфера за правење на напредок во однос на решавање на нашето билатерално прашање. Од друга страна, имајќи предвид дека спорот се однесува на почетокот на преговорите со Европската унија, нашата дипломатија треба проактивно да делува и да ги представи нашите позиции пред институциите на Европската унија. Дека Македонија нема партнер за диалог кај источниот сосед потврди и министерот за надворешни работи во последното интервју за Сител. За жал, во овој момент не постои висок степен за желба на диалог од страна на соседна Бугарија, но искрено се надевам дека тоа ќе се промени, бидејќи јас сум убеден и тоа секаде јавно го говорам дека штета од закочениот процес имаме секако ние како држави, мораме да најдеме начин да го откочиме истиот, секако во рамките на нашите принципиелни позиции, но исто така штетата ја трпи и Бугарија кој што губи време да има сосед кој што е поскоро земја членка на Европската унија. Но и Европа не покажува некој посериозен интерес за нашиот проблем и фокусот го става на војната во Украина, економијата и борбата со миграцијата. За експертите, евентуален мир во Украина би можел да биде нова шанса за напредок во процесот на интеграција. Меѓутоа, знајќи дека се ближи крајот на војната помеѓу Русија и Украина, и Европската унија треба да се стреми кон зацрстување на својата улога во однос на надворешната и безбедносната политика, сметам дека проширувањето може да ја зајакне таа глобална улога на Европа и истовремено
Доколку продолжи оваа ситуација на замрзнување на процесот на проширувањето, самата Европска Унија може да се соочи со нови проблеми кои што доаѓаат од државите кои што се кандидати. И министерот Муцунски, но и премиерот Мицкоски на Конгресот викендов уште еднаш потврдија дека Македонија нема да направи никакви отстапки од своите позиции. Владата бара цврсти гаранции од Брисел дека Бугарија нема да поставува нови услови, нешто што Европската Унија во овој момент тврди дека не може да го обезбеди. Александар Спасовски, Сител телевизија. Утре напладне во собранието ќе се одржи седница на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, свикана по представка на родителите на трагично загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од левица ги повикуваат сите пратеници и представници на институциите да присуствуваат и да не бараат изговори за одложување, нагласувајќи дека ова е единствениот ден кога родителите можат да се обратат до собранието. Оваа седница е од највисок приоритет затоа што се работи за човечки животи и за трагедии кои можеле да бидат избегнати доколку институциите навреме делувале, порача од левица. Ако членовите од мнозинството не дојдат на закажаната седница, опозицијата не може сама да обезбеди кворум за нејзино одржување. Спикерот Гаши веќе побара одложување поради почетокот на расправата за буџетот, но Пасиев како председавач остана на закажаниот термин. Во меѓувреме беше изгласано и формирање на посебна анкетна комисија која ќе ги истражува сите 4 големи трагедии од последните години, вклучително и Кочанската. Еден час предходно почнува расправата за буџетот за 2026 на пленарна седница во парламентот. Претениците ќе дебатираат за најголемиот досега буџет, тежок 6,7 милиарди евра, со планиран раст на економијата од 3,8% и дефицит од 3,5% од БДП. Во предлог буџетот се предвидени повеќе средства за капитални инвестиции, вкупно 659 милиони евра, зголемување на платите во јавниот сектор, финансирање на клучните инфраструктурни проекти. Социјалните трансфери остануваат најголема ставка со над 3,35 милиарди евра. Расправата ќе трае 5 дена, пошто предлог буџетот треба да се гласа најдоцна до крајот на годината. Помалку несреќи со тешки последици, но голем број помали судири поради гледање во брзинометарот наместо патот. Брзата помош за една недела од примената на SafeCity. Засилени контроли во угостителските објекти, но и рации за пиротехника во пресрет на новогодишните празници. Брзата помош во Скопје бележи намалување на сообраќајните несреќи со тешки последици по воведувањето на SafeCity, но расте бројот на верижни судири, бидејќи дел од возачите велат повеќе гледаат во брзинометарот отколку на патот. SafeCity го намали бројот на сообраќајни несреќи со тешки последици по учесниците, но не и нивниот број. Од Скопската брза помош вела дека со стартување на пробниот период на системот што ќе ги контролира и казнува сообраќајните прекршоци, имале повеќе повици за верижни несреќи по улиците. Возачи наместо напред гледале во брзинометарот дали возат во рамки на дозволената брзина. Повеќе вниманието на возачите колкава е брзината, шалтаблата им е пред се и таму се сконцентрирани отколку другиот момент. Тогаш тие кочења, внимавање, имаме ланчани сообраќајки каде што неколку возила поред судирени, така да кога почна првичното SafeCity како пробен период, немаше со тешки последици, да речеме такви како што сме ги имале претходно, меѓутоа се јавија како проблем во функционирањето во возењето во сообраќајот кај нас. Освен маките на возачите да ја прилагодат брзината согласно сообраќајните правила. Овој период на удар се и лицата со хронични заболувања, кај кои временските услови предизвикуваат компликации по здравствената состојба. Најмногу јавувања во брза помош има од пациенти со астма и ХОП, а зголемен е и бројот на мозочни удари. Промината на времето, заладувањето, врнежите, влажноста на воздухот, значи сето тоа пропратно знае да делува. Тука се вариациите и на притисоците што ги имаат, сите тие промени кои што настануваат со промена на времето. Хроничарите си пациентите знаат да се одрази на нивната здравствена состојба. За продолжениот викендот брза помош вела дека немаат зголемен број на повици, но ги советуваат пациентите со хронични заболувања редовно да ја земаат терапијата и да побараат лекарска интервенција при влошување на состојбата. Учесниците во сообраќајот пак да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Во тема на денот вечерва, како што најавив, Сашо Топаловски, началник на СВР Скопје. Добро вечер и ви благодарам што сте дел од Дневникот. Добро вечер за вашите гледачи секако. Помина една недела точно од почетокот на тест периодот на Safe City или безбеден град системот. А колку вкупно предупредувања се изречени во овој период и што бидејќи првиот ден видовме некои огромни бројки, потоа видовме одредено намалување, каква е сумата на спроведувањето на овој проект една недела? Да, благодарам на прашањето. Вака во однос на првите 2 дена јавноста е сведок дека и од страна на министрот беа истакнати бројките во првиот ден, така беше и објавен почетокот на Safe City и на почетокот на тоа што ќе следи. И таа бројка беше над 100.000 и веднаш следниот ден померните инструменти кои што статистички ги покажува системот, добивме една бројка што е за 50% пониска од тоа што е првиот ден. Што значи дека веднаш добивме еден смирен сообраќај од страна на граѓаните и веднаш имавме една добра реакција од нив која што за нас секако беше очекувана, но можда не толку брзо како што граѓаните изреагираа. Морам да признам дека веќе третиот и четвртиот ден системот почна да мери одредени зони, одредени системски слабости што ги појави во одредена зона, па ги покачи во друга зона и сите тие работи веќе не можеа статистички да дадеме показател како одиме заради тоа што секако паѓаше, но не можеме да дадеме показател статистички заради тоа што само првите 2 дена во целокупниот систем меревме дали има покачување или смалување. Следните денови веќе се мереа одредени зони кај што поместување на камерите, поместување на одредени мерни инструменти кои се внатре и секако нема да можеме да покажеме систем заради тоа што во системот 7 дена е премал период кој што може да кажеме како статистички показател, но морам да признам дека од страна на граѓаните, од страна на ние сме јавност, веќе е видливо дека луѓето возат посмирено во однос на тоа што се возеше пред да се почне свој тест период. Рековте дека почнало по зони практично мерењето во третиот и следните денови. Очигледно дека системот се уште нема капацитет за да ги следи сите камери истовремено. Може тоа да се подобри во толку кус период колку што е во моментов зададен 1 јануари или 1 февруари? Не би рекол дека е тоа проблем со системот, него тоа е со тестот. Тестот е така предвиден. Во тестот системот самиот си наоѓа вредности како онда помалку ги тестира сите внатрешни уреди кои ги има. Самиот систем тоа е една како да кажам, ајде да се изразам во еден како електроинженерите, како една термоцентрала која што ти не можеш да ја вклучиш целата и таа да почне да работи во полнек веднаш. Мора малку по малку системите да се калибрираат меѓу себе, системот да ги прифати, тоа сето се снима, па да види кај се става, па да види колку меморија. Предпоставувам сега, јас ова се мои предпоставки, јас сепак не сум стручен во однос на техничката возможност, но предпоставувам тоа што можев да слушнам од инженерите, тоа што можам да го следам, дека системот пополека ги тестира прво една зона, па друга зона, па еден дел на градот, па друг дел, да види дали истовремено сегде воедно, и тоа е тестирање во однос на пораките према граѓаните, како стигнуваат, во однос на мејлот кој што го испраќа во истиот момент, па дали има разлика меѓу нив, па дали негде стигнува побрзо, негде покасно. Има ли проблеми кои што до сега се увидени во оваа недела? Па проблемите се тоа што јавно се кажани неколку пати. Нема некои посебни проблеми. Тоа е тест периодот, е затоа тест период. Тие се нормални предвидени проблеми во системот. Тие се нормални предвидени работи кои што ќе се случуваат. Проблемите беа одредени закаснувања на системот, прво ја пратил пораката, после го пратил мејлот, па што се рачуна за побрзо, па сега тоа се погрешни броеви, погрешни мејлови. Предпоставувам, знаете што, кога регистрираме ние возило, човечка грешка е. Вие кажувате преку шалтерот мобилен телефон, нашиот колега кој внатре ги запишува податоците, тоа е една класична грешка на една бројка може да создаде грешка во системот. Затоа нудиме сега опција за да се тоа се поправи и нормално во еден краток временски период сите граѓани да одговорат за точните податоци кои ги дале или кои ние погрешка сме ги запишале погрешно или ќе ги исправиме. Ќе се направи систем во кој ќе може секој да провери и да коригира доколку податоците не се точни? Да, известен
сум од страна на службите кои работат макотрпно на тоа дека во следниот период ќе следи една специјализирана апликација која ќе биде прикачена, препоставувам на страната на сајтот на МВР, каде што граѓаните ќе можат во еден краток рок да пријават неправилности во нивните податоци кои ги дале и веднаш да ги впишеме податоците кои се нивни и кои што се од нив, да кажам, на еден начин ќе бидат подпишани дека тоа се тие податоци што тие гарантираат за нив. Заради тоа што нели тоа пред една веќе година и како пропис го поставивме при регистрирањето на возило да мора да вие на еден начин да дадете точни податоци за како би ве ние пронашле ако нели ви пратиме нешто вакво слично како што Има ли начин граѓаните да го заобиколат казнувањето преку неотворање на SMS пораката или на мејлот, за доцнато отворање за да се пролонгираат роковите? Како ова ќе функционира? Види, тоа беше секогаш дилема, уште првите состаноци се сеќавам кога заедно со професорите од правниот факултет и со сите стручни лица кои што работевме на ова, тоа беше првата дилема, нели ние, мислам, живееме во едно такво општество кај што менталитетот е во принцип како прво да најдеме начин како да избегнеме нешто. Верувајте, нема да ви донесе ништо добро тоа ако го избегнувате системот. Дори тоа што онаа порака која викаме дека стигнува првите 24 часа, таа е за ваша информација, на линкот го имате сето потребно да видите каде сте сгрешиле и како треба да платите. Онаа следната порака која ќе ви стигне во тој рок од 8 дена, вие треба се да направите. Вие треба да кажете дали вие возите и да го прифатите тоа и имате шанса да прифатите пола од сумата да платите и секако и санкцијата ако биде брзината поголема од 30 над дозволената во ограничена зона и секако ќе има и посебна санкција за вас судот, но и во тие 8 дена ви тече и рокот кој што ќе пријавите дали вие сте возели или некој ваш близок, дали имате жалбена постапка која што сакате да ја покренете, да се повикате на судска заштита. Се е во тие 8 дена. Ако го промашите тој рок од тие 8 дена, на своја штета ќе биде. На своја штета ќе биде сето тоа. После ќе не можете на системот да му докажете дека видите, јас не отворив, не видов и не е моја кривица, ради тоа што нели ние сме свесни дека живееме во едно модерно време. Не верувам дека постои човек без мобилен телефон во денешно време. Не верувам дека постои човек што не користи имейл адреса. Впрочем, за да управувате моторно возило, знаете дека една од работите во полагањето е да бидете доволно писмен, да бидете доволно стручен, да имате завршено средно образование, тоа ви го бара системот, а штом тоа го имате, не верувам дека не знаете како да користите имейл адреса или мобилен телефон. Од овие предупредувања кои ги гледаме, кои циркулираат, сваќаме дека фотографиите од самиот настан не се испраќаат веднаш на сторителот на прекршокот, но може ли тој да побара фотографија за да биде сигурен дека тој управувал, дека неговото возило е евидентирано како прави прекршок? Да, благодарам на прашањето и тоа е доста често поставувана дилема меѓу граѓаните. Ние веќе предвидовме да и во оваа фаза, сега е овој тест период, ќе почне и тоа да се тестира како да стигнува. Ние планиравме да влезе во опција и стигнување и сега во фазата која ќе почне и во тестирањето тоа ќе го пробаме да стигнува одредена фотографија. Сега тука е дилемата што да има фотографијата, дали да има само возилото и регистарската таблица со затемнети ликови, затемнета шовршајна или не, тоа е веќе со Законот за заштита на лични податоци и тоа ќе биде европска регулатива, секако како е во Европа, така ќе биде и кај нас, но тоа никаков проблем нема да создаде, тоа што тоа техниката го може и системот тоа го нуди како опција без никаков проблем. Во жалбената постапка која ќе се повикате на судска заштита, секако дека ќе може видео материјали и снимка и незатемнети ликови, затоа што веќе заради тоа што вие тоа лично го оспорувате, тоа е на ваш терет и ние сме должни тоа да го дадеме на судот. Има ли сега возила кои се исклучени од мерење, од проверка? Бака прво што би ми паднало на ум, ние дебатираме за тоа, нели граѓаните ако одат во болница, дали ќе имаат попуст, условно кажано, од системот и можност да се жалат на целата постапка, но брзата помош, например, сигурно не би требало да се мери. Како тоа функционира? Сепак морам да признам дека јас не знам технички како тоа ќе функционира, но секако предвидено е и тоа да има една
листа на возила, баш овие што ги спомнавте, за да може системот према нив да е коректен, за да знае дека они излегуваат со одредени посебни знаци кои ги користат они, како што е звучно-светлосна сигнализација. Значи, тоа сепак зборувам за возилата на брзата помош, за возилата на полицијата, за возилата на пожарната, полициските возила се специализирани возила, они имаат знак кај што пишува полиција и посебни бројки, но возилата на брза помош и возилата на пожарната се сепак нормални таблички и тие ќе мора во системот да ги препознава дека они се излезени на интервенција. Но сепак ќе биде тоа во однос на техничкото решение. Сепак ќе користат звучно-светлосна сигнализација, сепак ќе треба, препоставувам, да напишат одредено барање дека интервенирале. Можно е системот и нив да тоа го повторувам неколку пати. Можно е системот секого да го евидентира, да го испрати и да го на еден начин да го конвертира тоа што го мери. Но на нас е тие 8 дена на нормално оштетениот во случајот да се пожали и на нас е тоа да докажеме дали е вака или е поинаку. Така да во тој еден момент системот што и да измери, што и да снима, ние сме тука да докажеме дали било тоа баш за казнување или било тоа брза помош која се движела брзо или, не дај Боже, пожарна која со возела на интервенција. Пожарната, знаете дека нема само возила камиони, оние што се специализирани за гашење пожар. Они имаат и помали возила кои што ги користат за транспортирање на колеги нивни кои одат од една интервенција во друга. Што е со возилата кои што се во собственост на државата и оние кои добија црвено-жолти регистарски таблички? Тоа искрено да ви кажам, тие не можеме да ги прочитаме и ние вака во сообраќај, а камоли не знам како ќе функционира. Има ли исклучок за возилата кои што се во собственост на државата? Мислам дека се снимаат одлично службените возила, црвените таблички на системот, така да не прави системот разлика по боја, он ги документира. Искрен да бидам, не знам дали друг тип на возила ќе се ставаат на листата, заради тоа што возилата кои што се од VIP карактер, зборуваме за лицата кои што поседуваат полициска асистенција при превезување, така да полициската асистенција е пред нив, она користи звучно-светлосна сигнализација, така да ќе нема потреба системот да се вклучува за нив, заради тоа што за нив секако има посебен режим на сообраќај од безбедносни причини, така да не верувам некои други возила дека ќе бидат на таа листа. Дека ќе има исклучоци за службените? Јас сепак не знам, но ето го слушнавме и министерот пред некој ден кажа дека никој нема да биде исклучен од системот заради тоа што нели таков е системот, а после тоа нели овие исклучоците кои ги збориме ќе ги решаваме, ама правилото е секој треба да вози безбедно. Да, значи сепак има некаков човечки фактор. Сега зборувам колку на системот можеме да му веруваме, затоа што тој досега беше проблем, господине Топаловски. Не е проблем некој да си ја плати казната, проблем е недовербата во системот, односно моментот дека ние знаеме дека некој друг ќе се јави некому, ќе си ја заврши работата, ќе има врски, а ние мораме да ги почитуваме законите. Ако знаеме дека е исто за сите, па со задоволство 5 евра или 10 евра ќе се платат и ќе се почитува процедурата таква каква што е. Затоа инсистирам на прашањата поврзани со човечкиот фактор и исклучоците од правилата. Да, секако. Тоа е дилемата за сите нас. Не сте грешка кога го прашувате и кога викате дека е дилема. Да, сакаме сите да сме еднакви и нормално и пред законот за сообраќај треба сите да сме еднакви. Знаете што, примерот за тоа ето пред некој ден го даде и самиот министер. Значи неговото собствено лично возило, каде што тој се превезуваше, системот го документира. Значи ние ако сме имале листа, неговото возило ќе сме го ставиле на листа. Но тоа не е на листа. Видите сега, јас знам дека тоа звучи вака добро да се каже, но граѓаните ќе чекаат да видат како тоа ќе биде во реалност. Да почекаме, да видиме после имплементацијата и сепак после сме спремни да одговориме на прашањата. Но ви гарантирам дека сите граѓани ќе бидат спремни, сите тие што сгрешиле ќе си ја платат казната. Има ли начин да се поедностави процедурата на плаќање на казните, затоа што веројатно обемот на казнување ќе биде поголем отколку досега, комплицирано е доста, треба да се оди во полициска станица. Уште пред 20 години во поразвиените земји по SMS пораки со телефонски повици на интернет се плаќа казни.
Одлично прашање и тоа е и супер дилема за да побараме подобро решение. Ни стојат на располагање истите работи кои до сега ги знаеме, нели, да ви стигне вас казнениот платен налог и прекршочниот платен налог и вие нормално да го платите преку банка. Доста граѓани имаат веќе мобилна апликација и ќе можат да го платат преку истата мобилна апликација. Една голема категорија на граѓани истовремено не верува на тие интернетски плаќања, она мора да се појави во банка. Препоставувам дека исто ќе го направат и сега. Размислуваме за една специализирана апликација, каде што со тој број кој што ќе го добиете, некој си број кој што ќе биде единствен за таа сметка да се знае, за таа казна да се знае дека е платена, размислуваат техничарите на една посебна исто апликација која што преку таа апликација ќе може да се плаќа. Но сепак дозволете да профункционира од цел возможен системски апарат, заради тоа што повторуваме, не е ова Safe City не е само систем на Министерството на внатрешни работи. Ова е безбеден систем за целата држава. Овде треба многу институции макотарно да работаме за да ова функционира како безпрекорно како сад, што би рекол. Ради тоа што ако не функционираат другите институции, другите министерства, а се клучна алатка од овој систем, ако не функционира судството во иста мера како што брзина ние даваме, значи овој систем ќе биде исто проблем за граѓаните за да го видат светлото на денот дека и ние може да бидеме модерна европска метропола или во иднина модерна европска земја. Ќе се вратам малку на статистиката. Колку камери се во моментов поставени и ќе се проширили опфатот, односно дали сите главни булевари најмалку ќе бидат покриени со Safe City? Секако дека опсегот ќе се проширува, ова е една првична договорена бројка на камери која што ја има од пред некое време. Ние секако во преговори сме во иднина да го зголемиме тој опфат. Во моментов е покриено целото подрачје на град Скопје и коридорите 8 и 10 веќе се видливи камерите по тие два автопати, по два коридори и воедно се покриваат градовите Куманово и Тетово, а во иднина се зголемува опфатот на повеќе поголеми градови во државата. И како тоа ќе се зголемува, тоа ќе опфати цела држава. Во Скопје можам да гарантирам дека покриено е секоја една точка каде статистички се случувале сообраќајни незгоди со некакви телесни или смртни последици, каде статистички има најголема циркулација на сообраќај и каде статистички има најголема циркулација на пешаци и зони кои што би требало да имаме смирен сообраќајен режим. Во овој изминатиот период има ли разлики помеѓу делови на градот? Некаде системот да регистрирал поголем број на прекршоци, а некаде помалку? Па да, има се случуваат различни на различна територија различен тип на прекршоци. Тука ќе ја спомнам прекумерната брзина, имаме во една територија многу ретко се случува зголемена прекумерна брзина од нормалното, во една територија се случува. Не би сакав да спомнувам територии, да не однапред ги обвинуваме сите граѓани кои што живеат на таа територија или во таа општина, сепак се заработи за поединци, но го имаме тоа сега како статистика и посебно ќе ни даде статистиката параметар каде во иднина ние и сообраќајните полицајци да ги поставуваме. Не се само камерите, ние сепак сообраќајните полиции ќе се функционираат оперативно и они ќе си ја вршат својата работа како и до сега. За крај го оставив тоа што сите најмногу ги интересира, тоа е дали ќе давате попуст, односно дали наместо на 50 ќе се дозволи казната сепак да стигнува после 5-10% над дозволената брзина. До каде ви се анализите колку е тоа потребно, затоа што се отвори прашањето околу тоа дали се баждарени камерите, радарите, дали тоа е онаа вредност која што навистина автомобилот ја имал во тој момент, која е таа статистичка грешка која сепак мора и вие и ние како граѓани да знаеме дека постои, што ќе се случува во врска со ова? Неколку пати сме кажале овие денови, повторно ќе повториме. Ги разгледуваме сите оние градови и сите оние држави во Европа кои што овој систем го имплементирале малце пред нас. И нивниот тест период, и нивните калибрации на брзина или нивните вредности кои што они ги додавале во проценти или во статични бројки, кои што ги додавале за да биде на еден начин една, ајде да кажеме, една додавка во однос на над тоа се казнувате, под тоа нели немате
прекршачен платен налог. Дозволете системот сам да ја каже таа бројка. Сепак ние мораме да ги почитуваме брзините на возење. 50 за градска средина е 50 за градска средина. Секако дека ние ќе имаме внимание, исто како сите европски градови, како што додале и они своји одредени параметри за да има толеранција и кај нас ќе се случи таа толеранција. Некогаш е подобро да ја знаеме дека ја имаме толеранцијата, но многу често е подобро да не ја знаеме дека ја имаме толеранцијата, заради тоа што нас ни се битни овие статистики што ние ги добивме за овие 7 дена, што значи смирен сообраќајен режим во Скопје. А бројките се исклучително позитивни. Вчера мислам дека слушнав на една од телевизиите доктори од брзата помош кои што јавно кажа дека намалени се сообраќајните незгоди во овие 7 дена. Докторите кажа ако дневно биле повикувани за сообраќајни незгоди, мислам по 9-10 пати, сега се повикувани по 5 или 4 пати. Значи, статистиките се немилосрдни. Ако ми дозволите, во декември, во истиот овој период, од 1.12 до 7.12, во ново 2024, ние сме имали 34 сообраќајки вкупно, во 7 дена. Сега имаме 24. Во декември истиот период, 2024, сме имале сообраќајки со телесни повреди 26, тука сме исто 26. Но со тешки телесни повреди во декември 2024 сме имале 4, а сега имаме 0. Со смрт од 1 до 7.12 2024 сме имале 3, сега имаме 0. Или ако мериме претходниот месец оваа година, 39 материјална штета, 24 сега. 6 со тешки телесни повреди. Во претходниот месец во истиот овој период 0 денес. Со смрт 1 во претходниот месец, во истиот овој период една недела, сега имаме 0. Вкупно 80 претходниот месец, сега имаме 51. 36,23% намалување. Од еден месец за друг. Или од лани, истиот период, скоро 24%. Ако тоа не се добри бројки, за да граѓаните ни веруваат дека овој систем е клучот за да спасиме секој еден човечки живот, тогаш не знам во што треба да поверуваме. Но статистиката која добиваме ни говори дека на прав пат сме во решение конечно од сите тие неповолности кои ги гледаме секојдневно. Одлична порака за крај на овој разговор. Господин Тополовски, ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам. Засилени контроли во угостителските објекти, но и рации за пиротехника во пресрет на новогодишните празници. Дали Уставниот суд ќе ги укине блок тарифите за струја? Експертите стравуваат дека ваквиот чекор ќе донесе до повисоки цени за малите потрошувачи. Во пресрет на новогодишните празници, МВР инспекцијските служби спроведуваат засилени контроли на терен, од пиротехника на пазарите до угостителските објекти и сообраќајот. Само денеска од Битпазар се одземени над 7000 парчиња пиротехнички средства, а полициските контроли за алкохол, малолетници по полноќ и небезбедни локали продолжуваат и во следните денови. Габриела Лескова известува. Тезги со пиротехника без продавачи. Полицајци денеска собрале 7107 парчиња пиротехнички средства од 3 тезги на Битпазар, но кој ги продавал не се знае. Средствата се одземени и се преземаат мерки за преноѓање на лицата кои ги продавале, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Оваа акција на Министерството за внатрешни работи е само една од повеќето во билтенот, кои засилено се реализираат во пресрет на новогодишниот период. Викендов ситуацијата е мирна во угостителските објекти. Не се фатени малолетници по полноќ во дискотеките, што не беше случај минатата недела, кога беа начекани 26 деца во гостителски објект во Свети Николе, а најголемиот број од нив биле и пијани. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните во овој период на предновогодишни забави и семејни веселби да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Покрај системот Безбеден град, сообраќајните контроли и акцијските контроли во угостителските објекти продолжуваат и во наредните денови со несмален интензитет.
Опремени ли се според закон угостителските објекти засилено проверуваат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот месец казнети се 5 локали, чии газди ќе ги олеснат новчаниците по 5000 евра. На ниво на Скопје изминатиот месец се направени 15 инспекцијски надзори, од кои на 5 субјекти е изречена глоба од 5000 евра за правното лице и 1500 евра за одговорно лице во правното лице. Како најчести недостатоци се детектирани недостаток на планските документи за заштита од пожари, како и недостаток на опрема и уреди за заштита од пожар. Сакам еден апел да упатам до сите оние организатори на концерти кои што ги планираат во иднина, известувањата до Дирекцијата за заштита и спасување да бидат најмалку 10 дена пред од денот на одржување на односниот концерт, за да инспекторите при Дирекцијата за заштита и спасување навремено ги детектираат, односно да извршат контрола на тие објекти. Последните резултати на Државниот инспекторат за труд покажуваат дека во периодот од месец август до месец октомври во дејност угостителство се извршени вкупно 475 инспекцијски надзори, донесени се вкупно 107 решенија, издадени се вкупно 36 прекршочни платни налози и поднесени се вкупно 9 прекршочни пријави. Инспекторите на УЈП заклучно со ноември реализирале 4000 контроли за регистрирање на готовински промет. Утврдено е дека секоја четврта фирма не издавала фискални сметки, изречени се на 2500 глоби, а на 113 даночни обврзници им ги запечатиле објектите. Габриела Лескова, Сител телевизија. Уставниот суд задутре ќе разгледува иницијативата за укинување на блок тарифите за струја, поднесена со образложение дека сегашниот модел создава неравноправност меѓу потрошувачите. Енергетските експерти предупредуваат дека укинувањето на блоковите би донело поскапување за граѓаните со мала потрошувачка, додека оние со висока потрошувачка би плаќале помалку. Одлуката се очекува во период кога треба да се утврди и новата цена на струјата за 2026, која ќе зависи од поскапената струја што ЕСМ ќе продава на Евана и корекциите во преносот и дистрибуцијата. Уставните суди задутре ќе разгледуваат иницијативата со која се бара укинување на блок тарифите за струјата. Подносителот вели, со поделбата на блокови и разлика во цената кон потрошувачката, се прави разлика од 400% во цената на киловат-час електрична енергија меѓу прв и четврт блок и регулаторната комисија ги става потрошувачите во неравноправна положба, односно некои се повластени, а други дискриминирани. Според професорот и експерт по енергетика Константин Димитров, поголема општествена одговорност е ако се задржат тарифите по принципот, кој повеќе троши, повеќе и да плаќа. Меѓу корисниците има разлика и за да се обезбеди енергија за некој што користи, да кажеме, 200 киловат-сати, треба да имаме едно производство, да кажеме, помала централа. Затоа што користи 1200 киловат-сати годишно, треба да му се обезбеди безбедност, снабдување во било кој момент, 1200 киловат-сати да има месечно. Не разбирате, не се рамноправни од аспект на потребата да му се обезбеди сигурност за да се задоволат неговите потреби. Мора да има и поголемо производство, и поголеми преносни кабли и трансформатори се. Димитров смета дека ако се укинат блоковите, тогаш неминовно ќе биде поскапување на струјата, а најпогодени ќе бидат оние што трошат помалку. Доколку се прифати, ќе мора да има ребалансирање, тоест истата количина на енергија што се троши треба да се плати и ќе се подели на сите според киловат-сат потрошени, што значи ова големата група што малку поевтино, помали трошоци има поевтина електрична енергија, ќе им се зголемат трошоците, а на една мала група корисници кои што имаат голема потрошувачка за домакинства, бидејќи ово се однесува за домакинства, значи тоа се навистина ќе се намали потрошувачката, тоест трошокот, они нема да намалат, дури можат и да зголемат, бидејќи ќе им падне цената.
Првиот човек на регулатор на Бислимовски претходно рече каква и да е одлуката на Уставен ќе ја почитуваат, но потенцираше дека со блок тарифите се намалува потрошувачката кај домакинствата, со што ЕСМ може да продаде повеќе струја на слободниот пазар по повисока цена, наместо по пониска наевана. Инаку во следните денови треба да се донесе и нова цена за струјата што ќе ја плаќаме од 1 јануари. ЕСМ ќе продава поскапа струја наевана за околу 5%, а ставката за пренос и дистрибуција се намалува за околу 1%. Сега универзалниот снабдувач ќе треба да ја направи математиката за крајната цена, а потоа да добие зелено светло од регулаторна. Новата цена ќе важи во текот на целата 2026. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонија го чествува ликот и мисијата на големиот македонски учител, духовник и основоположник на Охридската книжевна школа Климент Охридски, најстакнатиот ученик на светите браќа Кирил и Методи и продолжувач на нивното дело. Со свечени академии, божествени литургии, додалување на државни награди и положување цвеќе пред неговите споменици, Македонија се поклонува пред неговото дело. Нека пораката на Свети Климент за смирение, милост, знаење и заедништво биде наш водич и наша инспирација да направиме македонската држава пристојно, праведно и достоинствено место за живење, порача председателката на Македонија Гордана Сјановска-Давкова во незината честитка по повод државниот празник. Тај во Синокешната академија во чест на Свети Климент Охридски порача дека споменот за Охридскиот светител е врежан во колективната меморија не само на македонскиот народ, туку и на целото словенство. Пред нас, пред вас е голема задача да ја спречиме фрагментацијата на македонското општество со тоа што одново ќе ги научиме доблестите кои што ја одржуваат заедницата. Како и во Климентовото време, и нам ни е потребна заедничка, повисока цел, околу која ќе градиме односи и ќе премостуваме разлики. Председателот на владата, честитајќи го празникот, порача дека делото на овој голем просветител представува трајна вредност и пример дека преку образование се гради и зајакнува едината на народот. Овој ден не потсетува на важноста да го зачуваме и унапредуваме оно што ни е оставено како највредно наследство, јазикот и писменоста. Делото на Свети Климент Охридски представува темел на писменост, образованието и духовната култура на македонскиот народ. Неговото наследство е универзална вредност, што ги надминува верските и етничките граници и представува символ на знаењето и напредокот, порачува собранискиот спикер Гаши. Честитка за празникот испрати и председателот на СДСМ. Влогот и упорноста на Свети Климент Охридски да ја шири писменоста и во време на прогонства и осуди се поцрни дека силата на еден народ лежи во неговата писменост, култура и образование, стои во честитката на Филипче. Мисијата на нашиот учител и заштитник Свети Климент Охридски е должна за почетно и поука за сите идни генерации дека чувањето на културната и јазичната посебност представува обврска за сите, се вели во честитката на председателот на Социјалистичката партија на Македонија Љупчо Димовски. Во собранието по повод празникот беше доделена државната награда Свети Климент Охридски за остварување во областа на воспитанието и образованието, добитник е академик Витомир Митевски, филозоф и класичен филолог, а наградата за остварување во областа на културата и уметноста ја добија Живоен Глишик, композитор и Беди Ибрахим, ликовен уметник. Една држава која се грижи за својата култура, која умее да ги препознае вредностите на својата култура, заслужува секоја почит. Но и ете и ние, едни од тие културни деци кои го добиваме тоа признание, не прави среќни. Македонската православна црква со празнични богослужби по храмовите му одаде почит на својот патрон. Пред споменикот на Свети Климент Охридски во Националната универзитетска библиотека која го носи неговото име, со положување свежо цвеќе од државно воениот врв, беше одадена почит кон неговото дело и мисија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.